Вести на Канал 8, добродојдовте. Работна средба меѓу угостителите на Пониква и представници на Автомобилистичката федерација иницираше градоначалникот Никол Чојлиев за да се најде решение за одржување на ридско-бразинските трки. При тоа на средбата биле представени и можностите за развој на планинскиот туризам на Осогово. Осоговските планини, развојот на туризмот, заштитата на животната средина, но и надминувањето на недоразбирањата во одржувањето на ридско-бразинските трки на патеката од Кочани кон Пониква биле дел од темите на средбата што по иницијатива на градоначалникот Никол Чојлиев во вторникот попладне се одржала со представници на угостителите на Пониква и на организаторите на ридско-бразинските трки во автомобилизам. При тоа биле представени важните прашања за развојот на спортско-рекреативниот центар на Пониква, зашто меѓу другото следува решавање на одводот на отпадните води и на водоснабдувањето со изградба на брана на Арамиска чешма, проект што веќе е аплициран до државните институции. Реконструкцијата на скилифтовите е на самиот крај, а во координација со општина Пробиштип неопходно е топовите за снег да се стават во функција, за да се создадат услови за континуирано скијање. Со проектот Планински велосипедски рај ќе има нови 28 легла во планинарскиот дом. Освен тоа, градоначалникот Илиев истакнал дека има поддршка од меѓународната заедница за да се изгради едукативен центар и да се врати духот на Пониква. На состанокот биле донесени неколку заклучоци да се подобри хигиената со изфрлање на градежниот шут на единствено соодветно место, градската депонија, а општина Кочани да помогне во зимското одржување на паркингот заради побезбедно паркирање. Во врска со прашањата за одржување на ридско-бразинските трки, градоначалникот Илиев истакнал дека тие се во функција на промоција на Пониква и повикал двете страни да се договорат за стандарден календар на трките. Дел од општинската зграда во Зрновци ќе се реконструира и преуреди во клуб за пензионерите, простор за младинскиот совет и за потребите на Центарот за социјални работи. За реализација на градежните работи се обезбедени близу 45.000 евра, како грант од Швајцарската агенција за развој и соработка. Локалната самоуправа на Зрновци ќе реконструира и адаптира дел од општинската зграда во приземјето што се наоѓа на јужната страна. Станува збор за простор што порано се користел за состаноци на местната заедница, за свадбени и други веселби, за забава на младите, како и за други потреби на местното население. Тој простор веќе подолг период не се користи и е во процес на пропагање. Со проектот што го почнува општината, просториите целосно ќе се реновираат и ќе се преуредат за потребите на граѓаните. При тоа ќе се добие клуб за пензионерите со тоалети и чајна кујна, со вкупна површина од околу 120 квадратни метри. Исто така ќе се добие и просторија за младинскиот совет од 23 квадрати, за Центарот за социјална работа ќе се обезбедат 18 метри квадратни, а ќе се обноват и подрумските простории со вкупна површина од 46 метри квадратни. За целата инвестиција, општина Зрновци обезбеди средства во висина од 2.700.000 денари од UNDP преку проектот за зајакнување на општинските совети, што финансиски е поддржан од Швајцарската агенција за развој и соработка. Во моментот тече јавниот повик за пријавување на заинтересираните фирми, од кои ќе се избере изведувачот на градежните работи. Рокот за поднесување на потребната документација за фирмите трае до 28 октомври. По изборот и подпишувањето на договорот, фирмата изведувач ќе има период од 3 месеци да ги реализира преземените обврски. Потпорен зид што се срушил на пешачка патека во близина на градскиот пазар неколку месеци ги попречува граѓаните да поминуваат по неа и загрозува нивната безбедност. Бараат локалната самоуправа да помогне во санацијата, затоа што собственикот на имотот не е во финансиска состојба да го поправи зидот. Граѓаните кои ја користат пешачката патека меѓу улиците 14-та Македонска бригада и Осоговска, веќе трет месец се оневозможени безбедно да поминуваат по неа. Во периодот на обилните врнежи на почетокот од август, потпорниот зид над патеката попуштил од надојдената вода и целосно ја затрупал. Иако станува збор за објект на приватен посет, соседите бараат во санирањето на штетата да помогне општината, со оглед што собственикот на имотот
не е во финансиска состојба сам да го поправи зидот. Тука се склизна земјишето. И од тогаш доаѓаа од собранието инспектори за градежништво, мислам за комунални работи, проверија дека е снимаа, сега ќе дојдеме за една недела, за 2 недели, те останат 2,5 месеца, никој не доаѓа да го очисти, било приватна својина. Ако е приватна својина, пато не е приватна својина, пато е на сите што минат, а тука минат цела Осоговска улица. Минењето е тука ризично и секој пат пратам дали некој ќе падне да идам да го извадам. Жителите од улиците во близина додаваат дека цела среќа во несреќа е што во овој период учениците наставата ја следат онлайн, па не поминуваат по патеката за на училиште. Сепак, неопходно е состојбата брзо да се санира, за да се избегнат посериозни последици за безбедноста на граѓаните. В петок во 17 часот и 30 минути квартет Тромбони, што функционира во склоп на Македонската филхармонија, ќе одржи концерт во Центарот за култура Бели Мугри. Кочанци ќе имаат можност да уживаат во песни во шпански стил, но и репертоар од америчката литература. Концерт на квартет Тромбони при Македонската филхармонија ќе се одржи в петок на 16 октомври во Центарот за култура Бели Мугри со почеток во 17 часот и 30 минути. Станува збор за проект поддржан од Министерството за култура во сработка со Кочанскиот центар за култура. Квартет Тромбони на Македонската филхармонија е формиран во 2016 година, во кој членуваат Димче Белчовски, Бранко Илиевски и Никола Ристевски на тромбон и Александар Ниник на туба. Нивната долгогодишна соработка во Македонската филхармонија е преточена во камерен состав, кој има за цел концертна промоција и унапредување на музичко-сценската дејност низ државата и надвор од неа. Ќе одржиме концерт во петок на 16 октомври од 17 часот и 30 минути во Домот на култура Бели Мугри. Проектот е поддржан од Министерството за култура и се разбира благодарност до Домот на култура во Кочани. Заедничка реализација, ќе одржиме концерт на кој што ќе изведеме програма која што е, така можеме да кажеме, блиска до секаква популација на луѓе. Ќе зазвучат песни со шпански стил, данца антика, данца гауча, бесаме мучо, па после ќе смениме репертоар малце така на пона север од америчката литература, Feeling Good, после Алелуја, и мислам дека ќе им се допадне на публиката така малку порелаксирана програма во овие тешки времења во кои што живееме во моментов. Квартетот има одржано концерти во Берово, Кавадарци, Битола, Скопје и други градови во Републикава со цел децентрализација на музичката дејност низ помалите градови. Покрај настапите во државата, квартетот Тромбони на Македонската филхармонија настапи и во Македонскиот културен центар во Њујорк, Соединетите Американски држави. Во проектот кој што се реализира вклучена е и општината Берово, така што веднаш после концертот во Кочани, истиот концерт ќе имаат можност да го слушнат и беровчани во 20 часот. Православните верници го чествуваат празникот Покров на Пресвета Богородица. Слави и Кочанската црква, бидејќи крстилницата во храмот во Кочани е посветена на празникот. Крстилницата во црквата Свети Великомачани Ѓорги во Кочани го слави празникот на која и е посветена Покров на Пресвета Богородица. По тој повод во крстилницата се одржа света божествена литургија, на која присуствуваа голем број верници, а денот наспроти празникот се служеше вечерна богослужба. Верниците палеа свеќи за здравје, а оние кои имаат благослов се причестуваа. Верниците кои имаат куќна слава подигаа панагии и погачи за здравје. Култот кон Пресвета Богородица е доста раширен меѓу кочанци, кои ја сметаат за покровителка и заштитничка на христијанскиот род. Настанот што црквата го споменува и празнува на 14 октомври го докажува неотстапното покровителство на Пресветата Дева над православните верници. Преку празнувањето на нејзиниот покров, верниците се потсетуваат на тој настан и нејзиното постојано покровителство над христијаните.
Следува информацијата од спортот. На 1 ноември на патеката кон Пониква ќе се вози последната ридско-брзинска трка од државниот шампионат во автомобилизам. Таков е договорот кој е постигнат меѓу представниците од Автомобилистичката федерација на Македонија со угостителите кои имаат објекти на планинскиот туристички центар. По две одложувања на ридско-брзинските трки во автомобилизам на патеката кон Пониква, конечно е договорено последниот надпревар од овогодишниот државен шампионат да се вози на 1 ноември. На средбата што ја иницирал градоначалникот Николчо Илиев, а на која присуствувале угостителите кои имаат своји објекти во планинскиот рекреативен центар и представници на Автомобилистичката федерација на Македонија, постигнат е договор трката да се вози. Според градоначалникот Илиев, надпреварот во автомобилизам е во функција на промоција на Пониква, при што побарал и двете страни да се договорат за стандарден календар на трките. Од Комисијата за спорт при Автомобилистичката федерација на Македонија било истакнато дека Кочани ја има најдобрата патека за ридско-брзински трки и штета би било да прекине традицијата што е стара веќе 30 години. Последната трка од државниот шампионат на Македонија ќе се одржи на 1 ноември во периодот од 12 до 16 часот. На неа ќе учествува и кочанскиот возач Дејан Манасиев, кој со своето возило Рено Клио има големи шанси за успех и освојување на шампионатот во класата E1 2000. Спремни сме и јас и возилото работевме интензивно минатиот период, да го направиме по-конкурентно. Најавена трка има на 1.11 ова година и со тоа би се завршил шампионатот на Македонија на ридски патеки. Целта е да пробам да стигнам до шампионската титула. Еве тоа испадна како непланирано за оваа сезона. Ја планирав да само учествувам како да речем како нов возач, да не форсирам да учам оваа година, меѓутоа склопно околности се случија да резултати добрив некои добри, така да имам шанси да добијам оваа година шампионската титула. Сега ќе биде малку потешко бидејќи конкуренцијата работи на своите возила. И се надевам на успешна трка и на задоволство на многобројната публика кој што е желна за овакви натпревари. На средбата меѓу представниците на Автомобилистичката федерација и угостителите, кои се противеат трките да се возат во денови кога има продолжени празнични викенди поради неможноста нивните посетители да стигнат во објектите, било заклучено ридско-брзинските трки на Пониква идната година да се одржуваат во последната седмица од април и во првата од септември, во периодот меѓу 12 и 16 часот. При тоа, организаторот треба да води сметка тоа да не биде продолжен викенд. Почитувани, со прогнозата за времето ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.